Дали Заев им организирал средба на шведските инвеститори за купување на центарот за дијализа со директорот Ден Дончев и дали е информиран дека во Рекет 2 своја улога играле и осумничениот за Рекет Бојан Јовановски и кумановскиот тутунски бос Бајруш Сејдију. Ова прашање го упати пратеникот Милошовски до председателот на владата. Заев возврати со напад дека претходната власт од бизнисот со дијализи инкасирала стотици милиони евра, а сегашната тврди дека постапила честно. Апсолутно не, јас не сум закажувал состанок на компании, сами се закажуваат состаноци. Некој пат сами, некој пат со амбасадорите. Прашањето беше дали јас сум закажал со Ден Дончев. Сами нема потреба. Но ако побарале, јас би закажал состанок. Кој се извалкал кршејќи закон, ќе се одговара. Ви тврдам, секој што е невин ќе ја доживее потврдата за својата невиност. Доволно ми беше тоа што премиерот Заев одбегна конкретно да одговори на прашањето дали знаел или можеби знае денес дека во овој случај Рекет 2, освен еден министер и директор на Фонд за здравство, своја улога имале и Бојан Јовановски и Бајруш Сејдију. Но и неодговарањето е одреден сигнал. И јас сум сигурен дека и тоа ќе си има свој придонес во самиот расплет на настаните. Опозицијата обвини дека рекетирањето не може да го направи еден човек без логистика од луѓе од извршната власт. Од ВМРО ДПМН го прашаа Заев и дали откриле кој го злоупотребувал името на екс-амбасадорот Бели за штелување на судски пресуди. Премиерот тврди дека до денес не е утврдена таква злоупотреба, но Милошовски посочи дека според нивните информации за овој случај воопшто немало истрага.